Благодарам. Пред неколку часа на телевизија излезе министерот за финансии Тевдовски и побара од собранието да се прекине јаловата расправа за разрешување на обвинителот Марко Зврлески, за да реформската влада може да го донесе законот за минимална плата. Но нема тоа право министерот кој го посочува. Да, само да кажам, бидејќи побара од нас како собрание да ја прекинеме расправата. Еве, колега Џафери, ние како опозиција ве молиме, ве замолуваме веднаш да ја прекинеме оваа расправа и утре подитно да започне постапката за добивање на минимална плата од 12.000 денари. За да не останеме недоречени. Ми остана тежина вака искрено да ви кажам, бидејќи беше многу драматично обраќањето од господинот Тевдовски. И дополнително кажа, добро и што тоа не ни го свали како наша вина и кривица, дека Република Македонија вратила 90 милиони евра од повеќе од она што се задолжила. Не знам по која математика тоа го направи, ама вкупно се што вративме во овие 70 дена заради јавноста се 90 милиони евра. А се задолживме 150 милиони евра. А повлековме од девизни резерви 175 милиони евра. А потрошивме од останатите пари од евроврзницата 230 милиони евра. Или вкупно 540 милиони евра, од кои 450 милиони за буџетска поддршка. Сега зашто ние тука расправаме за жал, за разрешување на Марко Зврлески, а во државата тоне економијата, ние се задолжуваме, тоа е тоа. И на крајот кривицата е пак нова собрание, на сите нас без разлика на позиција или опозиција, дека сме и кочеле реформите и минималната плата. Толку, благодарам.